Општините Штип и Карбинци подготвени за вториот јавен повик од страна на владата за искористување на средства до 15 милиарда денари. Со десетина капитални проекти ќе аплицира општина Штип за развој на самиот град, а со 4 општина Карбинци. И за обете општини ова ќе означува добра можност за да инвестираат во проекти со кои ќе се решаваат децениските проблеми на граѓаните. Согласно тоа што веќе од следната недела повикот ќе биде на располагање на општините да аплицираат со соодветни капитални проекти. Општина Штип располага со десетина проекти кои што ќе бидат аплицирани, а пред се капитални проекти кои што ќе донесат развој на градот. Овде би напоменал неколку од нив. Тоа е нов мост на река Брегалница, кој што сигурно ќе придонесе за намалување на сообраќајниот метеж и за поврзување со нова сообраќајница. Неколку нови сообраќајници исто така во насока на намалување на сообраќајниот метеж. Платформа во централното градско подрачје за паркирање на автомобилите во центарот на градот, реставрација на тврдината Исар и целосно осветлување на истата, булеварско решение на потегот од излезот на градот кај Лукойл до излезот на градот пред населбата Три чешми, низа на други проекти кои што верувам дека ќе придонесат за визуелно и функционално менување на нашиот град. Парк покрај Бања Кежовица, кој што исто така ќе го уреди целиот тој потек покрај Бањата Кежовица, и низа на други проекти кои што се од наша страна веќе изготвени. Го само чекаме повикот со кој што ќе аплицираме и верувам дека во текот на 2025 година истите ќе бидат реализирани. Што повеќе од 6 милиони евра. Из општина Карбинци вториот јавен повик е од големо значење, па како што вели градоначалникот Паунов, благодетот од истиот ќе го видат и граѓаните. Општина Карбинци е целосно подготвена со основен проект, целосна техничка документација, сите потребни елаборати, дозволи за градба за сите оние проекти кои што ги планираме да бидат изградени, се работи, односно да бидат аплицирани. Се работи за 4 проекти кои што заедно со советниците, општинската администрација, но и во консултации со граѓаните и населението ги одвоивме, односно ги одбравме како проекти кои што ќе бидат аплицирани. Вкупниот износ кој што владата ќе го додели, односно општината ќе аплицира со проекти е некаде околу 461.000 евра. Тоа е навистина голем буџет. Со овие пари го дуплираме и нашиот основен буџет на самата општина Карбинци. Имаме една рекордна буџетска година, а сето тоа ќе го преточиме во реализација на овие проекти како капитални проекти кои што граѓаните ќе имаат можност да го видат едноставно и благодетот од сето ова. Се работи за 4 проекти кои што ќе ги аплицираме во 3 населени места ќе бидат овие проекти, а наскоро ќе ги соопштиме и по поднесувањето и подпишувањето на договорите. Според премиерот, ова се значени средства кои се ставаат на располагање на општините за изградба на капитални проекти, како што се училишта, градинки, паркови, водоводи и канализации, со кои ќе се решаваат децениските проблеми на граѓаните.